2020 часот, четврток, 8 февруари. Редовниот термин за новото издание на емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. Оваа емисија ја започнуваме со темата за маркетингот и банкарството. Колку овие две гранки меѓу себе се поврзани. Колку банките работат преку маркетингот за промоција на нови производи и нивно запознавање до јавноста. Колку маркетингот помага на банките да дојдат до нови клиенти. Погледнете од следниот разговор. Поштовани гледачи, во ова издание на емисијата Бизнис Лаб ќе проговориме малку повеќе за маркетингот и новите производи кои што ги нуди банкарскиот сектор. Наши ваша гостин е Сузана Бошковска-Златаревска, експерт за маркетинг и развој на нови производи во Капитал банка. Госпоѓа Златаревска, добро дојдовте во Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. Добро ве најдовме. Благодариме на поканата. Колку е важен маркетингот за банките? Како не? Во современото време на живење, каде што информатичката технологија и дигитализацијата на процесите сами по себе си ја потигна иницијативата за пренасочување на маркетингот нели од сегментот на АТЛ кампања кон социјалните медиуми. Во таа насока се и постојаното кратење нели на маркетинг трошоците само по себе си повлече нели за пренаменување нели кон посовремени начини на комуницирање со клиентите. Дополнително сите банки, па следејќи ги светските и европските трендови, сами по себе потегна иницијатива во насока на избегнување на традиционалните кон алтернативни начини, посовремени начини за комуницирање. Така да се уште сметам дека повеќето маркетинг алатки кои што се користат во денешно време придонесуваат за секако привлекување на голем број на клиенти. Така, рековте влијанието на социјалните мрежи версус и социјалните медиуми версус традиционалните медиуми, меѓутоа сепак не може тој однос, таа спрега да се пресечи затоа што едното е поврзано со другото. Колку во ова насока, во ова море на производи кои што ги нудат банките се зазема местото, каде е иновативноста тука ставена? Така, иновативноста во последно време го има акцентот и приматот во работењето на сите банки и сите институции, би рекла. Конкретно за нашата банка можам со сигурност да кажам дека во последно време акцент се става на дигитализација на процесите. Знаете, во современото време на живење, каде што сите се трудиме да заштедиме време и простор во своите активности, нели? Каде што модерното живење ни налага 24/7 и сме во постојана трка, потребно е одредени услуги да ги користиме онлайн. Па во таа насока и се самата дигитализација на процесите. Така, едно од нив е онлайн аплицирање за кредитирање. Колку е тоа популарно меѓу населението? Дали се користи доволно таа алатка или се уште луѓето доаѓаат на шалтер за да да донесат таа основна апликација за кредитирање? Од 2017 година дел од услугите ги пренасочивме кон онлайн алатки. Самиот збор збори дека го заштедуваме времето и просторот на клиентите, да избегнат гужви пред шалтерот, да заштедат време и простор и пари на паркинг и така натаму, да го избегнат сообраќајниот метеж. Во таа насока се креираше онлайн апликацијата за кредити. Во прво време самата апликација овозможуваше на клиентите само аплицирање и прикачување на потребната неопходната документација. За нешто поново, сега започнувајќи од февруари месец, односно средината на јануари, го введовме самиот процес на бесконтактно подпишување. Што овозможува истиот? Овозможува и конкретно на Капитал банка ја стави достапна на целата територија на Република Македонија. Знаете, ние во моментов располагаме со експозитури во Скопје, Тетово и Струмица и не ни овозможуваше да допреме до клиентите во другите градови. На ваков начин официјално станавме достапни до сите клиенти и самата алатка на клиентите им овозможува не само да аплицираат и прикачуваат документи, но и документацијата комплетна за подпишување на договорите за кредит да го прави електронски, односно клиентот воопшто во процесот не треба да дојде во експозитура. Да. Какви се
податоците на банкарскиот сектор во Македонија, еве сега скоро сите банки нели го промовираат и банкарството, електронското банкарство. Станали доминантно во плаќањето? Имате ли некаква слика, предпоставувам и со колеги можеби од други банки, колку тоа веќе се користи кај граѓаните? Со развојот на информатичката технологија и се поголемата инволвираност на луѓето при користењето на смарт телефони, таблети, лаптопи и така натаму, се постепено се зголемува процентот на клиенти кои што користат електронско и мобилно банкарство. Во тој домен се зголемува и процентот на вршење на плаќањата преку овие два сервиси. Конкретно кај онлайн апликациите за кредит можеме да кажеме дека бројот на заинтересирани клиенти рапидно расте. Во однос на 2017 година процентот е зголемен за 20% во однос на минатите кампањи. Така да сметам дека свесноста за користење на овие уреди се повеќе расте и луѓето ги препознаваат бенефитите од користењето на овој тип на услуги. Така, кога станува збор за онлайн медиумите, користењето мобилни апликации, секако дека врзано заедно или како предизвик е безбедноста и безбедносните сертификати. Имаме ли во Македонија, во банкарскиот сектор во Македонија доволно заштита, онлайн заштита за податоците да не бидат злоупотребени, нели да не дојде до префрлање? Согласно Закона за заштита на лични податоци, врз кој што се темели работењето на сите банкарски институции, клиентите можат со сигурност да веруваат дека нивните податоци се заштитени. Истото подлежи на сериозни контроли од страна на нашата регулаторна куќа Народна банка, така да од тие причини со сигурност говорам дека тука нема можност за било каква злоупотреба. Така, банкарскиот сектор се развива како и секоја друга гранка во економијата. Предпоставувам дека ги следите и светските трендови. Што прават банките, големите банки надвор од Македонија или кои се да речеме примерите кои што би можеле да се имплементираат тука во Македонија? Кога станува збор за нови производи, за промоција и така натаму? Финтек иновациите се најзастапени, односно од аспект во светски рамки и во рамки на Европската заедница се трендови кои што се следат не само од нас како банкарска институција, туку глобално и од останатиот банкарски пазар и од останатите институции. Повторно ќе напоменам дека интересот на сите институции е дигитализација на процесите со цел и посебен акцент ставање на квалитетот на услугата, обслужувањето на клиентите, нешто што кое што ќе се следи во следниот период. Така, во контекст на сето ова што го зборуваме, секако дека човечкиот фактор не може да му се даде минорна улога и минорна позиција, секако дека треба да биде присутен. Кога ги работите овие нови програми, нови производи кои што се нудат, кому треба повеќе да верува? Банкарот, банкарскиот работник на човекот од маркетинг или обратно? Во принцип, кога се развива одреден производ, можам во доменот на нашето работење се прават темелни анализи, истражувања и секако првично кога се вовидува одреден производ се става на располагање на одредени клиенти кои што се клиенти со кои што негуваме веќе долгорочна соработка, кои што можат со сигурност да ни го кажат веќе нивното мислење од аспект на тој тип на услуги или посебно кога работиме за модифицирање на производи. Од нивната страна тестирањето и како ни е важно кога ќе го пипаме вистинското користење на производот. Нивната улога и нивното мислење е посебно важно за нас како институција со цел да го пласираме производот на пазарот. Така, маркетингот и тоа е жива материја. Колку е потребно надоградување на она досега научено и дали на ниво на маркетинг на банкарски сектор има одредени курсови, обуки дополнителни кои што можеби се ги посетувате како ЕСНАФ, како бранша и колку се тие важни за повторно модернизација и остварување на клучните цели кои што како банка, како банкарски сектор на Македонија се ги поставува
поставувате пред себе? Јас секогаш велам дека човекот учи додека е жив, па во таа насока и потребата од надоградба, не само на професионално поле како личност, и како е важно од истите причини. Банката како институција исклучително вложува во својот кадар, а во таа насока дополнително ни спреќа на обуки во различни сегменти, во зависност од вашето работење во кој што сте насочени. Така да истиот случај и со маркетингот. Така, каде се банките во Македонија во однос позиционирани во однос на регионот, да не одиме со европските банки и практики, дали станува збор за модерни банки кои што можат да се носат рака под рака со регионот, или пак можеби заостануваме? Не, сметам дека сосема квалитетно и тековно се следат сите трендови и можам да кажам дека банкарскиот пазар во моментов е на исклучително високо ниво од аспект на работењето и квалитетот на услугата кон клиентите. Конкретно за нашата банка, иако се вбројуваме во рамките на малите банки, квалитетот на услугата од аспект кој што во моментот ја негуваме кон клиентите, може да потенцирам дека конкретно вика онлајнот и кај услугите кога станува збор за клиенти кои што ги посетуваат експозитурите, се со позитивни коментари. Во таа насока верувам ќе продолжиме и понатаму. Така, обично се зборува кај нас, тука се препораките до банките да ги олабават малку стегите кога станува збор за финансирање на бизнисот. Претпоставувам дека Капитал банка, јас самото име кажува дека повеќе е ориентирана кон правните субјекти, кон компаниите. Има ли свеж капитал, има ли пари за фирмите, за компаниите, за нивнен понатамошен развој, и еве стартап, овие луѓето кои што се вклучени во стартапот бараат улеснување на банките во однос на тоа дека не мора да има некретнина која што ќе биде како залог за финансирање, туку дека веќе треба банките да размислуваат малку пошироко, дека идејата некој пат на самиот стартап е доволен бекграунд за да може да дојдат до пари со кои што ќе го финансираат понатаму своето работење. Така, до неодамна насоките и стратегијата на банката беше насочена посебно кон корпоративното работење и малите средни предпријатија, и понатаму продолжува да биде дел од сегментот на работење со фирмите на територијата на Република Македонија. Но акцент од аспект на кредитирањето во последниот период е ставен на физичките лица и во таа насока ќе се движиме во следниот период. Така, тоа значи дека ќе има можности за различни видови на кредити кои што би ги тангирале физичките лица? Да, во моментов можам да кажам дека имаме широка лепеза на производи кои што постојано се модифицираат согласно реалните потреби на клиентите. Постојано се прават истражувања во тој сегмент и се следат она што на клиентите најмногу им е потребно во моментот, дали тоа станува збор за наменски потрошувачки кредити, ненаменски, стамбени, хипотекарни, кредитни картички, овердрафт или така натаму. Значи тоа е широка лепеза на производи, во моментов се актуелни, кои што се нудат и може сите граѓани од Струмица и околните градови да посетат експозитурата во Струмица и да се запознаат со условите кои што ги нудиме. Повторно ќе напоменам дека во моментов се работи и на усовршување на други услуги и сервиси од аспект на електронското, мобилното банкарство и може би во иднина дополнување на други дигитални услуги кои што ќе ги понудиме. Така, јас ви благодарам за овој краток разговор, за овој осврт на банкарството и маркетингот и нивната поврзаност. Се надевам дека во некоја наредна прилика повторно ќе бидете дел од нашата емисија. Секако и мене ми беше драго. Благодарам. Благодарам.
А во Македонија се одржа и првата конференција за контролинг, што беше кажано на истата и кои се насоките на владата на Република Македонија од изјавата на премиерот Зоран Заев. Почитувани представници на Форум Институтот за менеджмент и на Академијата за банкарство и информатичка технологија, почитувани професори, представници на бизнисот и јавната администрација овде присутни, почитувани учесници на конференцијата. Пред се благодарам за укажаната можност да говорам на отварање на оваа прва меѓународна контролинг конференција, меѓународни стандарди за контролинг, имплементација во пракса, во организација на Институтот за бизнис и менеджмент Хајделберг Скопје и на Академијата за банкарство и информатичка технологија. Мене особено ми е значаен фактот што со овој настан во Република Македонија отпочнува со работа високо специализирана образовна институција, Институт за бизнис и менеджмент Хајделберг Скопје, која во главниот град на нашата земја ја основа форумот Институтот за менеджмент од Хајделберг, Сојузна Република Германија. Една од најзначајните високообразовни институции од овој тип во светот. За угледот на Форум Институтот за менеджмент од Хајделберг, како меѓународна група на институти што се занимава со обука на корпоративни специјалисти и директори, како и на студенти на специјалистичко образование, зборуваат фактите: 1500 настани годишно, 4500 семинарски денови и 20.000 учесници годишно, првокласни предавачи и актуелни теми. Една од најважните карактеристики во работењето на овој институт е тесната врска со праксата, односно со бизнис и предприемачката реалност и вкрстувањето на таа пракса со најновите трендови од економската наука. Оваа карактеристика е од изворедно значење за промоцијата на предприемништвото како современа деловна и развојна филозофија на приватните и јавните, на стопанските и нестопанските предпријатија и на профитните и непрофитните организации. Како може врската меѓу бизнисот, владините политики и образованието да создаваат услови за силни, просперитетни општества? Јас ќе тргнам од пазарот. Од слободниот пазар и клучните фактори на слободниот пазар, приватната иницијатива и предприемачите. Сметам дека никој не може да има дилема дека слободниот пазар го поттикнува економскиот раст, создава работни места и ги зголемува приходите. Доколку се обезбедат непречени услови за овие предпоставки, пазарите и приватната иницијатива може да ги овозможат потребното финансирање на нашите врвни развојни приоритети, што произлегуваат и се креираат од стратешките цели на економските политики на владините програми. Правилно искористени, придобивките од иновациите и успешното предприемништво не остануваат придобивки само на приватните инвеститори и на извршните менаџери. Дозволите ми еден едноставен пример за илустрација. Кога биле откриени телефонот, автомобилот и персоналниот компјутер, општествените придобивки далеку ги надминале добивките што си ги оствариле нивните создавачи. Сите дополнителни, бескрајно сеопфатни придобивки од овие приватни иницијативи се од исклучително значење за општествата и за човечкиот прогрес. Тука доаѓа до израз улогата на владите и на владините политики да ги препознаат можностите и потенцијалите на приватните иницијативи и иновативните пробиви во бизнисот и во предприемништвото. Затоа улогата на владите и на низините политики е да обезбедуваат мотивирачка средина за севкупниот приватен сектор, да создаваат и спроведуваат услови за бизнис и за менаџирање со фер и транспарентна регулатива. Од тука неизоставно доаѓаме до следниот заклучок. Доколку сакаме реализација на нашите развојни цели, доколку сакаме да изградиме општество што расте и напредува, приватниот сектор, владите и образовниот систем мора да работат заедно. Мора да создаваат искрено партнерство помеѓу себе. За да ја потврдиме низ пракса оваа неопходност од партнерство меѓу приватниот сектор, владините политики и образованието, односно на придобивките од концептот општества базирани на знаење, ќе укажам на еден пример што еднаш веќе го употребив, но во образованието повторувањето е мајка на знаењето. На крајот од 50-тите години 78% од корејците биле неписмени.
До 1970 година приходот по глава на жител достигнал едва $900. Сепак, Јужна Кореја знаеше дека образованието е најдобриот начин да се излече од економската криза. Затоа се фокусираше на преструктурирање на училиштата и на посветеноста на едукацијата на секое дете. Заедно со паметните, иновативните владини политики и со енергичниот приватен сектор, денес Јужна Кореја има стапка на писменост од 98%, спаѓа во групата земји со високи примања по глава на жител со $26,000 во 2016 година и представува пример за успешен економски развој и модел за другите земји. Светот се менува брзо, а образованието продолжува да го поттикнува растот и просперитетот. Затоа образовните системи мора да се прилагодат со светот што се менува. Имајќи го сето ова во предвид, како и профилот и мисиите на форумот Институт за менеджмент од Хајделберг и нивните партнери, убеден сум дека ова високо образовна институција ќе ги донесе новите трендови во високото специјализирано последипломско образование и во нашата земја. Ви честитам и посакувам успех. Благодарам. И секако како и во секој издание на Бизнис Лаб, и во ова одвојуваме време и простор за актуелностите поврзани од светот на бизнисот, иновациите и технологијата. Илон Маск ја лансира својата нова ракета Falcon Heavy од Вселенскиот центар Кенеди во Флорида. Ракетата успела да се подигне без инциденти и да се искачи високо над Атлантскиот океан. Овој беше ризичен тест пред полетувањето. Генералниот директор на SpaceX изјави дека предизвиците поврзани со развивањето на новата ракета значат дека шансите за успешност можат да бидат само 50-50. Со своето деби, Falcon Heavy има цел да стане најспособното возило за лансирање некогаш достапно. Дизајниран е да испорача максимална носивост од 64 тони, еквивалент на поставување 5 лондонски автобуси во Вселената. За овој експеримент и неизвестна мисија, Маск се одлучил за многу помал товар, неговиот стар спортски автомобил Тесла. Била поставена и кукла на возачкото седиште, а на радиото одеше песната Space Oddity на Дейвид Боуи. Маск на својот Твитер профил напиша: "Изгледа дека има автомобил во орбитата околу Земјата." Неговиот план се однесува на $100,000 вредната Тесла Roadster со порака без паника и звукот на познатата Space Oddity на Боуи, која се слуша од звучниците, да се движи низ појасите со радијација со висока енергија кои ја движат Земјата кон длабоката Вселена. Проектираната патека треба да се движи до Марс, а постои мала шанса автомобилот да се удри во планетата. Ако остане на патеката, ќе лебди во Вселената милиони години. Роудстер е испратена во Вселената од страна на Маск и најголемиот залог на неговата компанија SpaceX Falcon Heavy, која сега е најмојкната ракета во операцијата и втора по Saturn V, која носеше луѓе на месечината за време на ерата на Аполо. Дури и Маск не бил сигурен дали ќе функционира, поставувајќи ги шансите за целосно успешно лансирање на 50%. Роудстер, приклучен за горниот дел на ракетата, помина часови во радиоактивните зраци во појасите Ван Ален. Потоа, поттикнувачите од горниот дел ќе се запалат за последен пат, оттурнувајќи ја Теслата кон елипсовидната орбита околу Марс. Ако работите не одат според планот, можно е да орбитира околу Земјата бесконечно. Маск е критикуван, бидејќи многумина го поставуваат прашањето која е поентата за овој скап потек. Не би требало ли најмоќната ракета на денешницата да носи покорисен товар? Сепак, планот успеа и сега SpaceX е на врвот на комерцијалната вселенска трка.
Плановите вклучуваат и градење нова вселенска станица над месечината, која ќе содржи нови сателити, а и ќе пренесува луѓе на дестинации во длабоката вселена. Минатиот февруари од SpaceX најавија дека имаат намера да испратат 20 граѓани на пат околу месечината, најверојатно оваа година. Во меѓувреме, Роудстер ќе лебди низ вселената. Google Flight Search makes it easy to plan trips in just a few clicks. Google воведува опција Google Flights, преку која ќе можете полесно да се ги испланирате своите патувања. Со помош на оваа алатка од прва рака ќе ги добивате информациите за можни одложувања на летот и оценките за хотелите и авиопревозниците. Google воведува и опција за корисниците да пронајдат и резервираат хотели и летови преку овој пребарувач. Алатката ќе биде достапна и за мобилен телефон. Со воведување на опцијата Hotels на горниот дел на страната за пребарување на Google Flight, ќе може да се види достапноста на одреден хотел и цените за која било дестинација. Дополнително ќе може да ги користите и поволностите од туристичките компании кои нудат пакети како Last Minute Travel. Доколку не сте одлучиле каде сакате да патувате, Google е овде да ви препорача повеќе дестинации. How to do that so fast? Supermarket chain Tesco could face the country's largest equal pay claim. The UK's biggest retailer may Теско have to се dish соочува out со најголемо барање за еднакво плаќање на Велика Британија и можна компензација во износ од 4 милиарди фунти или 5,6 милиарди долари, јавува Reuters. Компанијата е најголемиот британски малопродажен работодавач во приватниот сектор со персонал од над 310.000 лица. Според адвокатската компанија Lay-Day, илјадници вработени во Теско кои работат во дистрибутивните центри, каде претежно преовладуваат мажи, се исплаќаат значително повеќе од главните продавници на Теско, каде што работат жени. Персоналот на дистрибутивниот центар може да заработи повеќе од 11 фунти на час, додека вработените во продавниците добиваат околу 8 фунти на час. Работник во дистрибуција со полно работно време за истите часови заработува повеќе од 100 фунти неделно или 5000 фунти годишно повеќе од вработените во продавницата. Sainsbury's and Asda, the British arm of Walmart. Поштовани гледачи, тоа беа содржините во ова издание на Бизнис Лаб. До следното наше премиерно гледање, до следниот четврток, гледајте ги репризите утре во петок и секако во среда. До гледање.